Веќе трет ден 500 рудари од Добрево кај Пробиштип и Тораница кај Крива Паланка штрajкуваат. Рударите не сакаат да се спуштат во темница пред на Виделина да ја видат јануарската плата. 2 месеци не сме земено плата, производство имаме 100%, тражиме само тоа што ќе го произведеме, што го дадеме да ни се плати. Мизерно, повише од мизерно. Платата дава на 2 пати, почнаа тие двете почнаа да ги цепат на 4 пати. И ние не можеме да останеме и за тоа дојдеме до овој бунт. По крајна граница на возможното колку можеме да истрпиме, ќе видиме до кога ќе биде така. Освен што се нередовни, платите во овие два рудника биле и срамно ниски. Платите се никакви. Рудар зима, ние немаме просек ни 250 евро. 200 евро или 250 евро што зима, тоа е на конфекција ги зема толку пари, што е за условите, тежината на условите за во јама со многу малки. Освен платите, рударите надвор од рудникот ги извадија и лошите услови за работа. Јас сум тука 30 години работник, али како сега што е, ни у Турско не е бил. Ако дојдеш, стресови имаш. Дали ти си безбеден врнеш на дома, да те пречека фамилија? Сега секој ден луѓето се поквасени или наврнати со вода цел ден. Немаме хате за опрема. Меѓу људските односи, човечки односи се нарушени во нашата фирма, мислам во нашата компанија. Тоа не е нарушено меѓу човечки од работникот према раководството, према газите, него обратно. Договорот за исплата на плати е во тек, а исходот рударите го чекаат пред окното во полна опрема. Сите сме ушлемови по пуна ратна опрема, спремни сме за производство да дадеме. Прво да ни дадат плата, да однесеме на фамилиите и ние почињаме. Ние сме за тоа и тука, само кога ни се исплате, за 5 минути улаваме, нашите работни задачи ќе бидат завршени. Во градот со околу 15.000 жители, рударството како екзистенција е долг начин на живење, но вака не било никогаш. Рудниците Добрево и Тораница сега се под концесија на индијци, односно фирмата Индоминерали. Лани таму имаше штрајк. Во меѓувреме се случија многу несреќи, а сега рударите се жалат и на нечовечки односи. Нешто што не би требало да ги засега само рударите, туку и општината. Сепак, иако го бараме од вчера, градоначалникот Тони Тоневски за нас го нема. За него не е тешко да предпостави зошто сме во Пробиштип и на кои прашања треба да одговара. Но проблемот со рударите останува и денес, а тој не е лошо јавно да покаже како проблемот со рударските плати ќе се решава. Пробиштип живее уште еден тежок ден, а на целило го оставија сите. Во меѓувреме, кусото соопштение од Индоминерали е дека е направена нова програма за динамиката за исплата на плати, која ќе биде доставена до синдикатот. Колку ова ќе биде прифатливо за рударите е неизвестно.